Почитувани, деновиве се соочуваме со врвот на епидемијата на морбили. Бројката на заразени и на оние кои што ги манифестираат симптомите го достигнува максимумот, а од Министерството за здравство единствено се зборува за некакви физибилити студии. Тендер министерот доктор Филипче досега покажа само способност за некакви сомнителни тендери и некакви физибилити студии за така наречено јавно-приватно партнерство, во кое што услугите од јавното здравство се пренесуваат во приватното здравство. Мандатот на тендер министерот за физибилити студии помина во знакот на изработка на тендерски документации, на физибилити студии од кои што не се добиваат никакви информации и се единствено обид за прелевање на народните пари во приватни компании и приватни болници. Последен од низата сомнителни тендери, кој што тежи од околу 14 милиони евра за стерилизација, е оној за стерилизација на хируршките инструменти и материјали. Повторно се отвара прашањето дали ова е пат за отварање на корупцијата и пат за криминал, пат за отварање за криминал во секторот здравство. Тендер министерот за физибилити студии неделава и информираше исто така јавноста за некаков план за приватизација на здравството, во кое што говореше за физибилити студија за 5 центарот, физибилити студија за итната медицинска помош, инвитро фертилизација на клиниката за гинекологија и акушерство. Единствено, не добиваме никакви информации до каде е проектот за новиот клинички центар, каде ќе биде лоциран и кога мислат и планираат да ја информираат јавноста за тоа. Министерот и понатаму најави нови физибилити студии за јавно и приватно партнерство, концепт кој што тој така го нарекува и концепт кој што го планира за лабораториите, го планира за радиологија и радиохирургија, како и со менаџерирање на цели болници, но секако не дава никакви детали. Така да самиот рече дека треба да се види како функционира, како ќе функционираат по овој концепт градската болница, новата болница Мајчин дом, како и цели болници, како што се болниците во Штип, Струмица, Прилеп или Битола. Почитувани, ова е единствено концепт од 1994 година кога се спроведе криминална транзиција на капиталот. Кога јавното добро се транзитираше во приватен капитал. Министре, должни сте да одговорите на граѓаните до кога ќе се даваат пари за физибилити студии, до кога ќе чекате и ќе чека Министерството извештај од овие физибилити студии за да види дали треба нешто да работи. Ово однесување покажува само едно. Покажува лош менеджмент, очекување друг да ја заврши работата, грижа за личните интереси и не грижа за граѓаните. Имено во последната најава за тендерска приватизација на процесот на стерилизација, се наведува дека ќе се добие приватна фирма која ќе има монопол за набавка на хируршки инструменти и за стерилизација на хируршките инструменти, за стерилизација на облеката на лицата кои што влегуваат во операционите сали, стерилизација и дезинфекција на операционите сали и се до грижа на медицинскиот отпад. Се поставува прашањето дали доколку се појави инфекција, дали доколку се развие епидемија повторно, одговорноста ќе биде на компанијата која што го добила тендерот или на некој друг. Тендер министерот за физибилити студии покажува дека освен за богатење на компании блиски до СДС и до владата, не се занимава и не го интересира ништо друго и не го интересира здравјето на граѓаните. Го повикуваме министерот за физибилити студии да спроведе физибилити студија за функционалноста на оваа влада и прв да ја понесе најавуваната метла, почнувајќи од себе и се друго во Министерство за здравство. Ви благодарам на вниманието.